Македонија официјално ќе има трет мобилен оператор. 4iG ги уплатиле потребните средства за добивање на дозволата за работа. Оваа информација ја сподели премиерот Христијан Мицкоски по средбата со сопственикот на компанијата Галет Джошаи во рамки на Светскиот економски форум во Давос. Компанијата најави дека ќе инвестира над 100 милиони евра во поставување на нова модерна мобилна мрежа во Македонија. Граѓаните добиваат нова компанија која што ќе нуди мобилни услуги и компанија која што сигурен сум дека ќе влијае позитивно во намалување на цените на услугите кои што мобилните оператори ги нудат за граѓаните во Македонија. Македонската делегација беше дел и од панелот за вештачка интелигенција на форумот во Давос, каде што се разговарало за идејата за воведување на вештачката интелигенција во процесите за поголема продуктивност. Кога ќе влезете во суштината, ќе сватите дека за да вие создадете општество кое што во иднина озбилно, сериозно ќе ја користи вештачката интелигенција, потребни се неколку предуслови. Пред се сигурна енергетска стабилност и нормално развој, бидејќи сите оние дата центри имаат потреба од струја, односно од електрична енергија, и второ, ни требаат IT инженери, односно ни требаат инженери кои што ќе ја користат таа вештачка интелигенција за потребите на општеството и потребите на граѓаните. Се разбира дека ние како држава не смееме да останеме надвор од овие процеси. Според премиерот, ние како држава мора да сме во тек со времето, бидејќи овие процеси ќе бидат водечки во човештвото најмалку во следните 10 до 15 години. Македонската делегација останува во Швајцарија, каде на форумот во Давос ќе има нови билатерални средби до крајот на денот и во текот на утрешниот ден. Најавени се средби со високи државни представници и представници на меѓународни организации, со цел забрзување на реформските процеси и обезбедување поддршка за клучните национални проекти.